Ние ќе донесеме морални пресуди за луѓето кои го начнаа македонскиот идентитет, за луѓето кои не си ја извршија својата задача како носители на јавни и државни функции и одлучивме како група интелектуалци и како здружение кое води голема грижа за националните и државните интереси на Република Македонија, а особено за идентитетот на македонците во Македонија и во целиот свет, да се позабавиме со тие луѓе, бидејќи институциите затаија грижата на совест на оние кои ја издадува Македонија, кои ја обезглавија Македонија, кои го сменија името и не се задоволуваат со тоа, сакат и понатаму идентитетски да не доуништат. Но затоа, тука е моралниот суд, тука е македонски манифест, сите негови членови, вие нашите соработници, да се бориме за вистината. Судиме на неморални типови. Морална осуда, знаеш, доаѓаме во една контрадикција, но има нешто што се вика совест. Мислам, Господ ја втиснал неа така како печат да дури и неморалните некојаш почнува да ги јаде совеста и да ги нагризува во нашата ентропија. И на некои такви луѓе треба да им биде срам да живеат. И не само да им биде срам да живеат, туку треба да им биде срам и да умрат. Видите парадоксот, зашто? Затоа што и смртта ги сакат честните и некако ескивира пред оние другите. Тоа е, мислам, страшна овака рефлексија на Достоевски. Значи, единствена мотивација за основање на тој морален суд